Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, браќа и сестри македонци. Много ми е криво што јавам ова, ама не сакам како шпион да ме рачунат по пред си одам. Овој пат сум приморан. Имам големи проблеми. Ако ви кажам дека главата ми уценета во Грција, не знам колку ќе ме верувате. И тоа е уценета од Хрисијавги Златна Зора. Пред неколку дена се случија многу лоши работи тука. Еден мој брат направи една лоша работа, јас не му замерам. Али, после ова видео ќе ви пуштам сите весници во Грција што зборат и како зборат. И националната телевизија во Грција се огласи за тоа. Значи, овој пат не зборам без памет, него имам аргументи, ќе ви докажам. Морам ова вечер да го избешам овој Фејсбук. Не ќе ми беше криво да загине од фашистички курш. Ама многу ми е криво што ако останам, ќе се случи најлошото со мене. Не од законот, него од неофашистите грчки, што сегде, по секој начин, влегуваат и тражат каде живеам. Јас сум ги донел тие луѓе, јас сум направил тоа, јас сум потплатил. Значи, од вчера навака Грција е падната на колена. Во Грција се вееше македонското знаме на прославата. Јас да го видев сето тоа ќе го прекинев. Мојот брат остана јунак кај вас, ама не заборави нас тука. Допрво ќе биде лошото за нас, а најповеќе за мене. Не сакам да ме памтите како предавник и како шпион. Сакам да ме памтите како ваш брат, кој сите овие години се бореше. Се бореше и тука, се бореше и со вас тамо. Се борев за православието, за христијанството, за моите браќа да не добијат таква историја како што имаме ние. После ова ќе го дознаете колку повеќе ќе бидат угнетувани моите браќа и сестри тука. Јас морам да го сменам начинот на живот. Да месечината ми биде ден, а сонцето ми биде ноќ. Не мораше да биде сето тоа така. Ве молам, ова видео проширете го насекаде. На секој македонец. Пуштите го во сите групи. Нека видат сите македонци маката беломорска. Да мораш да го напуштиш твојот дом, своите браќа, да мораш да се одселиш од местото. Зашто? Зашто некоја си Златна Зора сака и ти уценува главата, те бара по дрво, под камен. Зашто се вело знамето? Од кутлеш на прославата. Може мојот брат погреши. Не сакаше да ги послуша моите зборови. Јас не му замерам. Он е македонец како ја. Било што и да се случи со мене. Ако случајно Бог не даде таа чаша да испијам, да се спасам, ви ветувам на сите дека на 8 јас ќе го водам бајракот и јас ќе ги водам луѓето.
И тогаш одиме до конечно слобода за Македонија. Ако ме утепаат, ако ме заколат, направите го тоа за мој помен и за моја душа. Искочите сите, јавно искочите сите и кажете го вашиот глас, дигнете го гласот и не си одите од тамо додека таа влада не даде оставка, додека не дојде македонскиот збор, македонскиот народ и народот и народностите што живеат Македонија да ја земат власта во своји раце. Верувајте, многу ми е тешко што се разделувам со вас, но како вели историјата, сите добри луѓе никогаш не завршуваат добро. Јас морам да се отргнам на некое време, ако Бог сака, пак ќе бидеме заедно. Само кажете му на светот, кажете му на Македонија. Ако јас умрам за Македонија, мајка Македонија раѓа други. Македонци не има многу. Значи ќе бидам на краток, а после ќе ви ги пуштам новините, ќе разберете све. Има и видеа на YouTube пуштено грците, неофашистите од Златна Зора и сето изложено на YouTube. Значи сејде кај што е могуче, мојата слика по Грција. Беа 16 браќа од Македонија во неделата кај мене. Сакавме да отидеме кај попот Цркањас, Никодим. И јас се сложив со нив да отидам. Отидовме, земавме благослов, разговаравме. После тоа отидовме на една прослава во едно село, кај што имаше 6000 луѓе покането. Македонска игранка. Последната игранка на македонски јазик. Во таа гужва јас отидов да земам пијалок и јадење. Братот од групата го извади знамето од кутлеш и на сред игранката пред 6000 луѓе го вееше. А толку чекаа грците. Он искочи од таму победник. Кога се вратив, јас го видов дека знамето го става во чеп. Ја го изфрлив јадењето и пиењето што ми беше во кеси и реков: станувајте подхитно ќе не утепаат грците сега. За една минута бевме во комбето, шетавме низ планини и села, не смеевме да искочиме на аутопут, зашто беше мобилизирана целата полиција од Солун, од Воден, од Лерин, од Аридеа, од секаде. Само да не фатат. Бог беше со нас, а знаев, мене ми беше желба само они да преминат граница. За нас тука колај. Ама тој колај не било така. Утре дента сите новини. Го замолив мојот брат на Фейсбук да не ги објавува. Јас моите ги објавив, истиот ден ги избришав. Го замолив да не ги објавува. Оно се наглув на моите зборови. Сите грчки ми думи влегува на неговиот профил и ги зема видеата. Ги зема сликите. Значи, моменталната ситуација во Грција е катастрофа. Катастрофа. Ја мислам дека нема да остани така, дека тоа ќе се шири допрво. Грција ќе упати протестна нота до Скопје. Не требаше, брато, тоа да го направиш. Знам дека си патриота, знам дека си македонец, али не заборави нас тука. Не заборави нас тука. Зато останете ми со здравие, да ми простите сите, ако некој имам навредено, ако на некој го му имам речено некој лош збор, лоша дума. Мојата целта не беше ни за место, ни за пари. Мене ми беше целта за Македонија. И после сето ова, ќе ви биде јасно
нашиот беломорски живот, нашиот живот во Македонија, колку имаме права, кои сме и што сме. Само едно да знаете, дека јас, Василис, не сум предавник, не сум пашибузук или шпион. Јас сум син на Македонија. Било каде да отидам, било каде да се сокријам, јас ќе бидам македонец. Останете ми со здравје, Господ да ве благослови. Ако е Божјата волја, Негова, нека се исполни заедно. Затоа останете ми со здравје, бидете ми живи и здрави, ако јас не сум со вас. Бидете вие на 8. Сите, ширете го видеото насекаде. Кажете му на светот и на македонецот како живее болно и жал беломорецот. Ние сме научени нашите домови да ги оставаме. Само за да спасиме главата. Ништо друго. Бидете ми поздравени и од мене едно големо Македонија!